Од работи кои дефинитивно ме вадат од кожа се несовесни возачи кои не врзуваат. Појас кои куцкаат SMS пораки или го разгледуваат градот, не ги врзуваат децата соодветно во седиште или, уште поужасно, ги држат во скут па им ги пробуваат возачките способности на само 2 или 3 години или евентуално ја мерат партизанска со 120 км на час. Берете памет, има некој кој ве сака. Возете одговорно, во среда трибина, како треба, а како не треба да се однесуваме во сообраќајот. Зголемениот број на сообраќајни незгоди во изминатите години причина поради која Обединетите нации покренуваат кампања за поголема безбедност во сообраќајот. Кампања која започна во 2011 година, ќе се спроведува се до 2020 година, а вчерашната трибина посветена на младите како најзагрозена група. Оваа година апострофот е ставен на онаа најранлива категорија младите и идните возачи, каде што нашата цел заедничка е да им помогнеме на младите и да ги едуцираме со различни примери, презентации, трибини како што е ова денеска вечерва, да им помогнеме да развиеме таа свест кај нив за да сватат колку оваа проблематика е навистина сериозна и значајна. Статистички гледано, ако сидата е број 1 за жртви на луѓе во светот, вториот индикатор за смртност на луѓето е токму сообраќајните несреќи. Така да сметам дека овие трибини се навистина потребни да младата популација ги посетува, да ја слушне проблематиката. За едно деноноќе некаде околу 3000 човечки животи згаснуваат на земјината топка. Исто така бројката од 20 до 50 милиони луѓе на годишно ниво остануваат инвалиди, некои со поголем степен, некои со помал степен. Целта на ова предавање е да им ги предочиме последиците на младите луѓе. Младите возачи до 25 години се јавуваат како најризична категорија и склона кон правење на грешки од аспект на непочитување на брзината на движење, управување под дејство на алкохол и така натаму. Доколку се најдовте во истата целна група, дослушајте што имаат да ви препорачаат оние кои долги години се зад воланот. Пред да влезете во автомобил, ако не се чувствувате добро, ако чувствувате главоболка, ако чувствувате било каква болка која ви представува проблем или терет, подобре додите со нека јавно средство, дали со автобус, дали со такси, дали ќе отпатувате со некој ваш пријател, да не влегувате во кола. На младите водачи им кажуваме пред се да ги почитуваат сообраќајните знаци, да се оберат одредено искуство, да возат како што предлага и законот, со некој поискусен, со некој постар, да не консумираат алкохол, бидејќи толеранцијата за новите водачи на алкохол е во законот 0, за разлика од другите водачи каде што е 0,5 промили. Мора да се работи индивидуално уште во фамилијата, уште во семејството, значи со младите деца да научат, значи да изградат во правилни ставови за почитување на правилата и прописите во сообраќај. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата перманентно ќе ја следи состојбата со безбедност, а вие земете учество во онаа група на учесници во сообраќајот кои се совесни и свесни дека животот е во нивни раце и возете одговорно.